знаеш како не веќе. Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојавте во уште едно издание. Јади Бурек на ТВ Сонце. Вечерва имаме интервју. Гостим во студиото е Игор Димевски од Левица и со него вечерва ќе разговараме претежно за енергетиката. А тоа е вака широк. Прво, добро вечер, добро дојде. Добро вечер, благодарам за поканата. Се изнасмеавме Се на почеток. изнасмеавме, да. Таква ни е кармата. Прилепска. Прилепска. Мајтапџи. Јас стално викам, знаеш ли кој е символот на Македонија? Кој треба да е символ на Македонија? Некој ќе рече лав, трите прста или ова или ова, афиончето, не знам ово. Добро. Ако ти сакаш македонец, Македонија да го представиш, тоа ти е Итер Пео. Само вие имате споменик на Итер Пео. Да. Е, така, никој друг нема. А Итер Пео ти е прав македонец. Оригинал. Итро чутни, бутни. Оригинал. Солунски патарди. Океј. Игор, драго ми е што почнавме вака расположени и насмејање, ја па и одамна не сум се враќам полека во колотечина со емисијата, со интервјуата. Работава е, почнавме со спење, ама ќе завршиме со плачење. Така ми се чини работава. Океј, кажи ми први малку нешто за себе, па од тука ќе исцрпиме темата да видиме на кај ќе не води потокот. Добро. Ете, ме представи, јас сум Игор Димевски, инаку работам во пазар на струја. Тоа е фирма керка на Мепсо и ние сме оние кои го менаџира пазарот на струја во Републиката. Значи го мониторирам. И таму сум негде 7-8 години, точно во управување со пазар на електрична енергија. И тоа е една добра екипа таму собрана од 15-тина вработени. Сите во својата област се специфични и специјализирани и многу добро функционираме. Една од ретките енергетски компании во држава која функционира добро. Е сега, ај вака малце на глупи како мене објасни им што е тоа. Сеите со точаци, вртите и динамо и правите струја. Што прави компанија? Тоа со точаци. Што е тоа керка компанија на? Тоа со точаци најверојатно следи. Следи од држава. А инаку ние сме оние кои го мониторираме пазарот на електрична енергија, дали има сега компании кои продаваат електрична енергија, купуваат, произведуваат и така натаму. И ние ги регистрираме, водиме евиденција, гледаме кој што работи на дневно, на сатна основа и така натаму. Да не ги замараме гледачите сега со тоа. Не, ја би ги замарал. Пошто ја не знам, мене ми е прв пат да имам прилика малце да научам за ова. Значи види, вака. Енергетскиот систем во држава е производство, така, пренос на големата струја, да речеме, што го работи Мепсо. Во склоп на Мепсо пред новиот закон беше подружница пазар, значи тоа е друг дел, сега се оддели со новиот закон како друштво посебно. Мајка е Мепсо, ние сме керката и имаме дистрибуција која е Евана. Добро, тоа е целиот систем. Техничка служба, имате опрема кај што следите колку влегло, колку излегло. Ние добиваме податоци дневно од сите кои работат на пазарот на струја, ние ги обработуваме и на крајот од месецот даваме извештај точно што се случило, колку е увоз, извоз. Од каде ние увезуваме струја генерално? Од сега. Видете, тоа е сложен систем. Не, се измени работите. Пред неколку години Грција беше увозник на струја, сега стана извозник и така натаму. Од Бугарија, од Србија. Тие се работи кои се менливи, за нас не менливи се. Ние сме тука кај што сме ради ситуацијата која е уназад овие 30 години. И некои другите околни држави се развива. Значи има капацитети производствени нови и така натаму. Ме интересира уште ова само чисто техничко прашање. Од колку места влегуваат? Например, од Србија влегува, тоа е еден кабел, еден далновод преку кој сега влегува точно јас не знам, тоа е работа на операторот на систем. Добро, окей. Има мислам два влезе за Србија, еден со Бугарија, сега 10 години го правиме со Албанија, со Грција. Значи ние сме добро поврзани. Да не бевме добро поврзани, ќе имавме проблем со електрична енергија.
Океј, драги мои, продолжуваме со разговорот, имавме мали технички пречки. Игор Димевски е гостин во студио од Левица, со него ќе разговараме за енергетиката, да речеме, и кризава која не очекува и ни владае во моментов, само сакаме да глумиме дека ништо не се случува. Она што можевме како заклучок од претходниот разговор да го излечам е дека сите земји во околинава, а и според чартот што го гледав, имаат пораст на потрошувачка на електрична енергија, да речам последни 90 години, сите земји, и дека сите земји имаат пораст на производство. Рековте дека Грција некогаш беше најголем увозник. Не најголем, ама увозник. Увозник на струја, пардон, се извинувам. Зборам за наше обкружување, добро. А сега е извозник. Токовите се сменија на... Но тоа е и вложување во енергетскиот систем, предпоставувам нови термоцентрали, електроцентрали и така натаму. Зошто тоа се случува? Пред да идеме кај нас, зошто кај една земја почнува да станува извозник наместо увозник? Дали тоа значи отварање на нови капацитети за производство? Знаете како, секоја држава се стреми да има поголем економски развој. Барем денешното време така го вика ова. Сега, за ти да имаш поголем економски развој, ти треба повеќе енергија. И енергенски, дали тоа струја, дали газ и така натаму. Апсолутно. Нова фабрика не за и треба струја, така. И оние кои програмирале држави, кои програмирале раст, сигурно програмираат и зголемување производството на електрична енергија и така и натаму. Она што му треба. Кај нас, ќе се вратим и за кај нас, за околината, јас баш пред некој ден го слушав српскиот председател, имаше баш интервју за енергетиката. Шите денеска почнуваат со изградба на нафтовод, со нова рафинерија, ветерни електрани и така натаму, и така натаму. Луѓето размислува. Сега да се префрлиме. Ден помини, знаете. Сега да те префрлам на твојот комотен терен, дома овде, а тоа е Македонија во регионов е единствена земја која има намалување на производството на електрична енергија. Значи сите земји, чартот ја и го објавив на Facebook пред неколку месеци, и тоа беше просто поразително. Значи, збориме домашно производство на електрична енергија. Кај нас беше со надолна линија во црвено. Видите, јас овде дека брзо спремам емисија, нешто пишав, само да фатам некој концепт. Знаете како? Нема начин да се зголеми производство на електрична енергија во државата ако не се вложува во капацитети. Ние ништо немаме вложено. Последниве не знам колку години. Не само што немаме вложено, и од тоа вложеното, ние немаме зголемено производство, ние имаме намалено производство. Видите, знаеш кој е проблемот? Проблемот е, еве гледам и јас вечерва не сакам да бидам хейтер према. Добро, сакаш симпатизер да бидеш? Не, симпатизер. Не ме сваќате погрешно. Не знам, погрешно. Значи, не сакам да хейтам, сакам да кажам онака како што е. И во некои делови, ви ги пратам емисите, вие велите народот да не разбере. Да, народот да не разбере, но сега треба да не разбере и тие што водат државата. Па и опозицијата од ВМРО да помне. Во делот, кај што ќе се симнеме подолу, во некои програми кои ги нуди левица. Кои во моментов веќе почнуваат да ги прифаќа. И председател на регулаторна го нуди нашиот предлог. Денеска и вчера. Мислимовски. Да. Добро. Значи, зборот ми беше, ние, тие, значи двете големи партии кои досега воделе држава, се такмичат кој повеќе произвел електрична енергија. Значи, кога електраните од РЕК, Битола, значи, оваа година ние произведивме толку, вие годинава помалци и така натаму. А во суштина
Еве да ти кажам, Бог да го прости, Чичко Мицанов ми велеше, внуче, не треба да имаш многу ум, само треба навреме да ти дојде. Така и за производството е. Че тебе не ти треба електрична енергија да произведуваш на месечно ниво толку, него онага кога ти треба. Затоа што во делов од секунда нас ни треба волку, во друга секунда ни треба помалце, нели? Тоа во развиените држави на 15 минути се тие интервали, кај нас е на 1 сат. Какви се тие интервали? Па тие се интервали кај што се балансира системот. Значи, видете, Јанко, значи, не е производството на електрична енергија компири, па сега ти ги произведуваш, па ќе ставиш у магазин, па ми се јади во среда, во четврток, ќе правам манџа. Ние не можеме да ја складираме, немаме капацитети за складирање на електричната енергија, че зборуваме и подолу за во тој дел и за Чебрени Гарлиште, значи тоа е еден проект кај што можеме и да складираме електрична енергија во форма на воден потенцијал. Ова што сака сега да го прода и ние како левица што се буниме, ме разбирате. Значи зборуваме да завршиме во тој дел, не се фали кој колку произвел гигавати на годишно ниво, него кога е потребно, затоа што ние знаеме дека некогаш електраните наши произведуваат навечер фазлат колку што треба за држава, па оди таја по соседните системи. Добро, ова не е нешто ново, ова го знаеме. Единствено, знаеме дека нели струја не може да се складира, ние можеме само може да се складира, може. Електрична, може само воден потенцијал да се складира. Па исто е тоа енергија. Добро, енергија, ама единствено и битола да вклучуваме или исклучуваме по потреба кога ни треба. Блок 1, блок 2, блок 3 и така натаму. Но и тоа не го правиме. Но и тоа не го правиме. Добро, што е ова е општо познато. Што е тоа каде што ние како држава грешиме и имаме се помало производство на електрична енергија, а се поголема побарувачка? Видете, Јанко, ние не грешиме, ние сме сгрешиле. И си продолжуваме по таа грешка тераме. Која е таа грешка? Што таа е грешка е што никој не се обрнал во минатото да вложи во енергетски потенцијали во држава. Значи во производство на електрична енергија, поготово базна и се што е вода да биде затворено во хидрогенератори. Оти видите, базната енергија нас не е многу потребна. Единствена базна енергија која имаме е РЕК, Осломеј и сега поново ТЕЦ Неготина. Значи тие три капацитети кои се доста стари, кои ги користиме за базна енергија. Хидропотенцијалот, за жал, ние го користиме од време на време како базна енергија. Тоа е енергија само за секундарна регулација. Затоа што тој хидропотенцијал ни е препотребен ако утре, како што е трендов тргнат, се направат фотоволтаици кај фирми, прават компании, приватници и така натаму. И ти ако немаш доволно хидропотенцијал, ти не можеш да го балансираш система. Затоа што ти денеска велиш, јас ќе произведувам од фотоволтаици цирка 100, така? Ќе дојди некој облаче, ќе падне на 50, тоа треба некој да го покрие. По тие 15-20 сат време, минути. Не може да го покрие ред битол. Ред битол да се подигне, му треба време. Значи ти треба хидро, кој во дел од секунда почнува да произведува. И затоа ние имаме проблем кога се разговара треба фотоволтаици, треба... Да, треба, ама треба хидро, некој треба да го покрие. Или треба да имаме централи како што е ТЕТО, например. Државни. Тие исто така може да учествува на пазар на балансна енергија. Да може да подиги и да спушта. Која централа ја спомнавте? ТЕТО. Зошто е она поразлична, например, од РЕК, затоа што од РЕК и од хидроцентралите? Затоа што таа е флексибилна. Значи може да одговори на барањето, например, на систем операторот во рокот кој му е потребен во 15 минути да подигни производство или да спушти. РЕК битола не може, термоцентрала не може тоа. Добро. Добро. Тоа е тоа и затоа таа е базна. Таа е базната енергија која произведува РЕК, оди до некое ниво и после регулацијата е со дали со гасна централа, кај нас е 100% со хидрорегулација. Кај е тогаш проблемот? Вака убаво звучи дека е све покриено, стокмено. Немаме ништо покриено, немаме хидропотенцијал доволен. Јас зборувам треба да имаме.
Видете што се случува. Може ли со конкретни нешто, технички бројки и така натаму да ни кажете колку имаме ние, колку ни треба нешто, отприлика да разбереме, да визуелно... Па ја сега треба џутури, значи да кажам дека ние Добро. треба, да, еден на сатно ниво ние треба да произведуваме 1 гига. Да имаме капацитет. А колку ни е капацитетот? Па што да го броиме 500 да речи зај. Напола. Па напола, да. Добро. Чаре? Види, чаре. Чаре, знаете што е чаре? Пред некој пред некоја недела излезе некој министер, не знам кој. И вика, одлично ни оди со тендеро за Чебрени галиште. Ќе го продајме. Потенцијал македонски на држава. Видите, претходниот премиер даде ветерни паркови на странци таму, да, не знам, приватно јавно партнерство. Тоа е чума за системот на енергетиката. Приватно јавно партнерство тоа е страшна работа. Знаете зошто? Тоа исто како во Кувајт да појдете да му земете извор на нафта. Може и не е толку лошо за Кувајт колку кај нас, затоа што на прсти се бројат позициите кај што можеш ти да изградиш ветерен парк. Тоа немаш сегде ти сега онде појстај. Не. Тоа си има мерења, анализи и така натаму и вика таму си слеќе. Таму има Македонија, има 3 до 4. И сите тие ние ги даваме. Некни ти велам го слушав овој Вучич, вели да, вика ние тоа не може така, наш ветар, наш тука генератор и видиш, ама пак Да искажете се убаво да ве разберам, што сакате да ми кажете? значи Вучич не го дава ветро да го на странци. Ме разбирате, вика таа електрична енергија ќе остане во државата. Значи тој оди полулевичарски нешто. Ма не е ни левичарски. Ние што зборуваме? Не е само идеолошки, него како е најдобро за државата. Ние велиме, сите тие потенцијали треба да се ги изгради државата од буџет. За да можеш да имаш чар. Еве ни дојде криза, нели? Шо чар имаме ние од приватните генератори? Шо чар имаме ние од тето? Од тето. Од тето нема државата никаков чар. Државата зборува. Видите, има една флоскула, значи тоа јас го велам терминолошки тероризам што го прави. Домашно производство. Значи, домашно производство и државно производство се две различни работи. Тето, топланава, што е појче што знаеме, него тоа е за струја гасна централа, е компанија приватна. Таа произведува ше струја и сега ако има добри услови да има газ и така након би произведувала и тоа ти го продава по пазарни цените. Денеска пазарна цена ти 300, 400, 500 евра, не го интересира. Да е државно, тогаш може да седни влада ли е, председател ли е, кој да е, тело некој и одлучува да, тешко му е награѓено стопанство, ние субвенционираме струјата 30%, пример, така? И че субвенционира, тој е произведено. Ова денеска што пробува да го направи општински јавни предпријатија и така натаму, кое ние како левица го зборуваме. Пази, ние го имаме во програма. Уште за избори. Еве поминаа колку време ќе дојде нови избори. И сега стануваме атрактивни со тој предлог. И разговаравме внатре во партија и се дојде се до некој заклучок да пошто го имаме во програма и да го пречутиме само од бочни страни да го пуштаме затоа што се работи за суети, знаете Јанко? Не. Значи суета е ти предлагаш решение, нас не е битно, не е битно нас кој ќе го спроведи тоа. Нас не е битен резултатот народ да се ослободи од давачки. И се ти ако го предложиш и ќе го одбие само затоа што е од вас, да, не е од него. Да, не е битно што е тој добар за... И види, и се ние разговараме внатре и велиме дај бочно вака, помалце, по кругови. Видите, јас, например, таа идеја за Елем Трейд беше, сега го прекрсти СМ продажба, да ги земи се што е државно. Значи, се што е државно да снабдува, тоа го туркам цела година по канали, по енергетски канали. И јас него туркав како идеја на левица само за овие причини. И еве сега тргна работа. Тргна и пак ние него злоупотребуваме. Проблемот е... Тоа е големи пари, се прашам.
Не само тоа, туку и идеолошки е проблемот, затоа што знаете, се работи за два концепта. Еве, дури една Русија има приватизирано, Кина нивниот енергетски потенцијал го работат исто, не знам, керки, фирми, компании, не се под државата, Не е под баш контрола на државата. Значи, Ако нивниот рек земеме е државен. Нивниот рек, еве, да бидеме. Но цела Рекот од Грција влезе кај нас да државната фирма ја купи ЕДАС од вице-премиерот пред. Значи сите мислам дека Сакам има и да словенска државна фирма. Сакам да Ева на државна фирма. Ние како држава, знаеш, пази, идеолошки е многу добро. Да. Водоводот е наш, струјата е наша, она, све друго на продажба. Не, идеолошки, она левица што сака, државните ресурси да си се на државата, да не иде напред. Знаеш што е проблемот? Има друг начин. Се покажува и се покажало во историјата. И оваа држава, ја обзервирајќи ја, знаем како лаик, не стручњак, како лаик, нема полош стопан од државата. Ама тоа е флоскула, бе, Јанко. Како е флоскула? Бе, како стопан... Сакаш ли да се фатиме? Чекај се, во Словенија како државата е добра? За железница. Во Грција е добра, во Шведска е добра, сегде државата е добра, Австрија се е државно што е битно во енергетиката. Бе, ти збориш за елиени, господин Игор. Јас зборам за македонци. Ние кога како држава сме биле домаќени како што треба. Ја не верувам дека, еве, ќе дојдете на власт. Ќе бидете коректни, ќе најдете стручњаци. 8 години, окей? 8 години. Ќе ве сменат. Пак ќе дојдат дудуци. Ама не може, Јанко, значи кога ти ќе оставиш систем, ти може да дојдат дудуци кога сака. Ама имаме ние систем. Немаме систем. Имавме предходно, па пак не функционираше. Како ли? Како? Значи, Јанко... Зар ги заборавивте рестрикциите од Каталахтова, кога по 12 сати немавме струја? Чекай се, една секунда. Од тој предходниот систем, во 90, се ме изнервиш. До ден денеска имаме бенефити. Китка ми вена, Така? ако ти изнервира. Па, знам. Значи, до ден денеска имаме бенефити. Да не се лажим. Еве да претрчаме негде, да подпрошетаме, па газиме по некој асфалт од тој предходниот систем. Види. Така е. Газиме и по асфалтот и од римско време. Истите патишта се. Само асфалтирани. Значи, југоносталгијата што постои кај народот. Добро. Значи, јас имам југоносталгија. Значи, немам ја југоносталгија, ти сакам Србија, Хрватска, не? Имам југоносталгија, системот беше. Државата Македонија беше почитувана. Не бевме нашата земја, бе, Јанко. Бевме Република Македонија. Тоа е супер. Ама немавме тогаш имавме по 12 сати рестрикции. Каталахтова, 80-та, 84-та. Сега ќе ти кажам ја Каталахтова. Ама не ми кажеш, знам од дома. 56-та до 76-та се што гледаш е изградено за 20 години. Еве, ние имаме 30 години независност. Што изградивме? Тето? Тето си го изградија русите. Што изградивме? Нешто изградија 90 и некоја почна Козијак, нешто така нешто беше. Така. И еден ветерен парк. Збориме во енергетскиот систем, Во се. ништо не направивме. Во ништо. И ветерниците кај Богданци. Значи, страмотилаци сме за кај Косово ако тргнеш они 11 километри од Блаце. Добро? Нели сме страмота? И влегуваш во некогаш се сеќаш генерал Јанковиќ, не беше да поминиш. Сега влегуваш автопат, заминуваш. Е така сме ние заминати. Сите не заминаа, ние. Тоа е факт и се согласувам со тоа. Види, ние се залагаме и во програмата ни пишува за во инфраструктура ние не вложуваме. Ние нов социјализам прави. Значи, еве, имам да запишам да не испуштам нешто. Што е? Оти ако испуштиш после у партија? Немаме ние таков проблем. Леле, како? Ќотек. Како не има семено? Ќе разговараме на таја тема. Па антиалбанци, па не знам што, па русофили, па страшно. Ама добро на катера се. Нас рейтингот ни расти. Што да го правам сега? Не му сум ни крив затоа што сме чести. Што треба да се направи? По вас. Што се вашите предлози? Ги спомнавте неколку пати. Значи, Јанко, прво треба ова денеска, што ни се случува, да не се обвинуваме
по телевизија Добро. како што се обвинува, затоа што е стварно лоша ситуација. Вие Добро. вака, ние ко бевме, вие ко бевте. И вие ко бевте, и овие ко се, ништо не направи. Да се разбериме. Сега треба токо на парите на овој системов. Како го викаат, не е капитализам, бажибузук. Бажибузук. Се слагам. Така. Јас сум за капитализам, ама ова не Ова е не, капитализам. не. Ова е баш и Божи. Еве види сега. Тука се сложуваме. Што се случува да ти кажам? Ги изнесоја сите државни фирми, болници, школи, општини, сите на слободен пазар. По нивниот капитализам, вика, окей, излега. Струја беше 20-30 евра мегават и така натаму. И нив ги снабдува приватни компании. Ти си имаш фирма за снабдување, си имаш дил со некој, си увезуваш струја, му продаваш на општината плаќа, за да плати општината или државата зема од народ пари, од даноци, од ова, и си врти парата. Од джебот твој, што си платил данок, оди кај приватник. И тој заработува, така? Сега ова исто да го замислиш на 500 евра мегават. И што ни се случува? Општините ни колабира, јавни предпријатија колабира, комунални предпријатија колабира. Ето имаше некој пример, мислам нека во Штип беше. Тој градоначалникот се жалеше, пошто со пумпи му работел водоводо, му дошло сметка за струја поголема од сите трошоци, плати и така натаму во комунално предпријатие. И ние го трубиме тоа уште од ни го има во програмата, значи формирање на предпријатие државно кој ќе си ги снабдува собствените институции државни. Тоа постои, се вика ЕСМ продажба. Сега што се случува? ЕСМ продажба е фирма черка на ЕСМ, односно ЕЛЕМ бивши, Електрани на Македонија. Предлогот е многу прост. Се јавува на тендер, кај сите тие, еве да не му го рушиме капиталистичкиот систем, се јавува на тендер со ниска цена и ги добива сите тендери. Така? По сите општини, така. И се некој ќе каже, ама ЕЛЕМ нема толку струја. Точно. Ќе си увези струја. Ако нив му е производствена цена 60-62 евра, не знам точно колку му е, и 500 евра да увези, така, кога ќе направиш мешавина од нив, ќе добиеш 200-250 евра, така. Може да добиеш 150 евра цена и да му ги даеш на твоите буџетарите. И може буџетарот да не ти плати. Нели? И ти нема да се тресиш и да ти го даваш по судој, него ќе кажеш, еве, пошто се мои државни, јас на ЕЛЕМ од буџет ќе му платам пари. Наместо да оди преку тебе, па не, директно од буџет. Како што му дадој од буџет пари. Претходнава година. Види, ние со се ковид криза, енергетска криза, потрошивме 4 милиарди скоро евра. Точно. Ние само се задолжувавме. Чекај се. Ајде види некој нешто. Не. Цени раста се раста. Чебрени галишти. Заедно кошта 1 милиарда. 4 такви упропасти. Никој не му текне да седни, да ги почни. Не да ги прода. Зошто да ги прода, кажа? Шо чарчи има држава, така ги прода. Некој приватник ќе ги стопанисува и ќе ни продава струја по пазарни цени. И пази. И тоа, пази, во овој момент Фени престана да работи. Сите ќе престана. Железара најверојатно ќе мора печките да се угаснат, затоа што Сите не знам ќе дали престана. може да им се исплати ова производство. Нема шанса. Нема шанса, како ти кажа. Види, ми го зеде, мислата ми ја зеде. Извини? Ништо. Правевме муавет за... Ајде бе? Сите живот. Ништо, не те вадам, сега ќе пливаш малце на суво. Не, се шегувам. Збориме дека чебрени галишти, 4 милиарди потрошивме, 4 чебрени, 4 галишти. Види сега што се случува. И тие не се направени. Дозволим. Чебрени галиште е централа ревизибилна. Што значи тоа? Тоа значи има две езера. Тоа го знам. Да, ма не знам ли го знаа. Не, слободно објасни го, тоа викам. И што се случува? Едното езеро, просто објаснуваме, низ брана, низ генератори, произведува струја и ги пушта во долното езеро. Така. И долното езеро исто така може да пушта и да произведува. Арнома, кога нема потреба од електрична енергија, некогаш се мислеше во ноќните сати, кога рек Битола би имала, не може да ги намали капацитетите, се уклучува пумпи, тоа е резервар, магазин за потенцијал воден,
се уклучува пумпи долу во галиште и го полна чебрен. Го немаме тој систем ние. Ја мислев дека нашето електростопанство има така. Нема уште ништо? Ништо. Нашето нема. Оти ги слушав на телевизија тие објаснување и ја заклучив онака површно дека ние ова допрва треба да го направиме со чебрени галиште. Така? Дозволи ми се значи, како оди кога процесов. Нема пумпите да ја враќаат водата горе. Што е ова е национално предавство. Струјата имаме тоа што го рече на почеток дека имаме резервоар за струјање. Да. Така. Вака Јанко. Ние го викаме тоа продажбата на чебрени галиште, го викаме национално предавство. Ќе ти кажам зошто. Зошто? Трендов оди. Ние стално ноќе сме имале после 10 сатов ефтина струја, така? Добро. Трендов за едно 3-4 години. Слушајте, се снима ова. Дневната енергија ќе биде поевтина од ноќната. Затоа што многу фотоволтаици ќе се изградат секаде низ Европа и кај нас. И ние дневно ќе имаме поголемо производство од потребите и пазарот, како што го дале капиталистите, ќе ја симни цената. Ноќната струја ќе биде поскапа, затоа што сигурно ќе не ги изгасна рек. И сите тие на јаглен што се централи низ Европа веќе се изгаснати. Кој ќе ни ги изгасне? Па таму на кај што се стремиме, ние сме фундаменталисти на вода, немаме безалтернативно се, нели? Немаме ние. Ја мислам дека во овој момент се враќа во Германија ги враќаат. Не може да ги врати. Први и да сака не може да ги врати. И атомските централи повторно ги Значи не може да ги врати и да сака јаглените, затоа што вработените кои ги испушти си најдоа нова работа. Исто како што му се случи на овие Lufthansa и така. Не може да си најдеш вработени ти. Таму работа тебе те пушта, тој си нашол работа. Се ти ела пада копаш јаглене, извини дечко, сега правам друго на пример, кнауф работа. Не е битно сега да се не шалиме. Сакам да ти кажам, баш тогаш чебрени галиште ќе не биде препотребен. Затоа што со таа ефтина дневна струја, релативно ефтина дневна, полниме капацитетот горе, за нас кога ни треба како држава поевтина, да си пуштиш твоја. Значи без собствено, државно, не домашно производство. Значи тоа е тероризм терминолошки. Значи кога не е домашното производство, ма какво домашно? Ако не е државното, не е домашно. Така? Еве денеска, например, аутсорсинг работа, знам компании, навечер седи вработениот и диспечира во Њујорк на болница, нели? Така. Или камиони, или пици. Ги знаеме, и тоа успешни компании. Супер! Да. Тоа е исто. Значи, тоа е државно производство. Некој странче дојде си направи дека централа, си произведи струја, си однеси, што имаме ние фајда од тоа, ништо. Само ни го зел капацитетот, потенцијалот ни го зел. Од прилика и ми изнервира. Кога ќе зборувам на нова тема и се нервирам. Да, и шекер вода. Да, шекер вода. Многу сме насекирани што се изнервирал. Да. Нашиот драг гостин. Еве ги слушав денеска. И сега штедим енергија, да штедиш нормално, прем треба да имаш. Што се вашите предлози? Што треба да се направи? Ајде на долго и на широко. Значи кратко. Не на кратко. Да е за кратко, ќе го прочитам вашето соопштение у емисија, немаше гости да ви викнам. Не ви викам да ми објасни. Рековте дека левица, вие како левица имате предлози кои ги поднесовте. Чи предлозите се овие за денешно. Објаснете ги предлозите што точно треба тоа да опфати во детали. Бидејќи кога ќе даете предлог нема да ви речат овие во ред, него барате и детално објаснување, предпоставувам. Видете, значи нашиот предлог за ублажување на ова што не се случува. Добро. Еве мене ме радува, ние сме пријатели со Бислимовски, колеги сме, се познаваме. Да? Стварно? Ја тера таа идеја да е сама продажба, ги земи сите институции, школи и така натаму и да ги снабдува со електрична енергија. Добро. Се што е државно, ние бараме се што е државно. Се тие до кај ќе појде со концептот не знам. Најверојатно, еве ги слушам, баш пред да дојдам тука имаше Марко на Сител, не може да го гледам, ќе го гледам вечер да видам што изјавил. Владата исто така е спремна најверојатно да го прифати тоа. И ние
Ние сме презадоволни затоа што огромна заштеда на народни пари ќе ни се случи. Огромна, верувајте ми. Не е само провизијата на Евана што треба да се дај 6-7 милиони евра. Значи, други се бенефитите. Значи, нема да ти затвори школа ради неплатени сметки, нема да те тужа, па извршители и така натаму. Што држава со држава си ги решава работите. Ќе се ограничил пазарот, па не ме интересираме дали ќе се ограничи пазарот, сега е кризна ситуација. Што мислите, ова се објаснувањата за вашите барања што треба да се направи? Не, дали има уште? Тие се просто е. Види, нашите решенија се многу прости. Нивните се комплицирани затоа што најверојатно има и некои така вајда задни идеи. Значи, не се прости. Ние на пример нудиме како проект, утре ако нас не се дај доверба, нудиме народна електрана, нели? Што значи народна електрана? Што значи? Тоа значи државата зема поволна позиција земјиште, гради соларна фотонапонска централа и ти вели тебе, Јанко, на твоето броило, тука имаш 2 киловати, 3 киловати. Секој во држава ќе си има собствена електрана. Државата ќе направи и ќе ти речи, сега од овие пари што ќе ти стига, можеш да платиш само струја или да си го враќаш по полека кредитот што ти го дај одобри државата. И тоа ова е идеја која е веќе на запад во трудливиот капитализам спроведена. Например, Елон Маск во Америка, кои им дозволија веќе некои компании, луѓето си ставаат фотоволтаици, си користат за себе, она што им е вишок го враќаат во системот и се компензира. Немаш ти ништо со тоа. Државата има. Значи, државата инвестира. И те спасува тебе од високи сметки. Значи, таа инвестира. Не ти имаш ти? Немаш. Ја немам, друг има. И сега како? Тој има, ќе стави. Друго. По општините имаме... Знаеш на што мислев, Игор? Мислев ако се повеќе ние приватно, например лично јас, вие, на вашата куќа, стан, зграда, си ставите фотоволтаици, си користите. Не е така. Не, дозволи ми да ти кажам што е идејата зошто го проучував ова. Например, се поголем број. Ке има вишок на струја. Кога има вишок на струја, значи помалце барање, цената ќе паѓа. А кога ние и самите произведуваме и ќе ни се дозволи да го враќаме во системот, цената на електричната енергија дополнително ќе паѓа. Господин Илија Вучков, кај мене кој беше гостин овдека, даде еден проект уште пред 10 години, па го повторно го ревидиравме овде пред една година, за брз транспорт во Скопје. Физички не е битно ово она, но целиот по својата должина да биде покриен со фотоволтаици. Добро. Да се користи, но бидејќи површината е огромна со фотоволтаици, да си иде таа струја во системот. И едноставно, не е на трошок никаков самиот систем кој троши, а во системот електричен ќе додава редовно струја и ќе ја држи цената пониска. Човекот е многу окей, прилично добро ги образложи овие работи, така што... Има една работа која треба да се знае. Да, те молам, повели. Јас само како тезата... Ние имаме свој член во работи во Словенија, магистар е по дистрибуција на електрична енергија. Одлично. Шо вели тој? И вака сега. Рачуне ти кога течи по кабел електричната енергија, исто како со сапун да одиш по сусијат. Ти како не разбрав? Земи сапун и по сусијат. Знаеш, не? Сусијат. Сусијат е на хартија за стружење. Како се вика тоа? Шмиргла. Шмиргла, по ваше, по прилепски сусијат гој. Сусијат, добро, извини. И земи со сапун и тргнила. Добро. И на шмирглата останува сапун, нели? Значи Добро. ти ако произведиш 1 киловат овде, ваму нема да ти стаса киловат. Има трошоци по... Така е, добро, јасно. Сега вака вела. Вака вели. Добро. Огромни се губитиците на нисконапонската мрежа кога се враќа во систем. И затоа треба на среднонапонска да се града фотоволтаици, да нема... Ја не сум експерт во темата, јас ти кажувам... Не, одлично. Магистаров што кажу. Не, одлично. И тоа вика ова е многу корисно што ми го кажуваш. Тоа вика треба се одбера... Кај ви е човекот? У Словенија? Словенија, да. И вика... Комуникативен? Да. По скайп да му земаме едно интервју да ми објасни малце овие работи.
Ќе ти го пуштам, да. Ова може како да се надополни на вашево излагање Како вечерва. сакаш, нема, јас ќе го контактирам, Готово. ќе ви дам број. Договорено. И По мејл. Skype и онака правиме интервјуа, така што ќе биде значи одлично. да ти објасни Да, точно да. што значи не е само да стаиме. Така. Ти Јасно. стаиш 5, таму има Не, пренапонување. многу убаво кажавте. Значи, поголеми се трошоците во ниско напонската, Па како? одошто во на високо на средно напонска. Средно напонска. Сега Така. тој вели, кажеш има индустријски зони и така натаму, добро е да се прават такви. Значи гледате се јанко комбинација, не е сето импровизација како кај што се случува. Пример, ние правиме индустријска зона Добро? таму. Во развиените држави кај што работа умој, прави индустријска зона во исто време кај што е поволно и да наместа фотоволтаик поле да биде со фотоволтаици или кинезите места на брда. Така. Како да ти кажа? Сега ние што предлагам? Пример, јас мислам и во најавата кажа, јас сум исто и советник во општина Центар од Левица. Добро? Ние сме таму тројца советници. Види, пошто сме ние, како сме ние? Подружница на ВМРО, ДПМН, така, заедните. Се другите сме, како ги вика, подлици на Заев. Свашта има, знаеш, Твитер пратиш, нели? И руси сте, и руски пари добиват. Да, рублја патриоти, извини. Рублја. Рублја патриоти. Добре. Ние во Центар соработуваме со градоначалник. Значи, мнозинството Левица, советници на СДСМ, има мнозинство. И сето мнозинство е кога како. Значи, за проекти што се нормални има мнозинство, за проекти што не се нормални нема мнозинство. И грото многу ретко се изгласало со 12 треба таму, стално има повеќе, затоа што се нормални работите. И сега таму пуштивме еден предлог, не сакавме да го подпишиме ние ради суети, искрено да кажем. Но рековме на градоначалникот, сака нека биде твој. Па се бунеа од ВМРО, чие сега ова? Значи, многу му е битно. Не ни е јасно чие. Па мислам дека е од Громта. Не сакавте вака да ме зачуди малце, па те разбрав после реченица, окей, ја касно палам. Значи, не сакавте да подпишете заради суети не ваши, туку да не ја одбијат другиве ради нивни суети. Чие ова? Од Леви. Не го подпише. Не го гледа. Не го гледа. И се дојдаме друга суета. Советничка. Вика, мене не ми е јасно чие е овој предлог. Затоа што велам, еве тебе, ако не ти е јасно, твој нека биде. Не се снима, никаков проблем, твој нека биде. Значи, ние предлагаме јавно предпријатие за производство и трговија на електрична енергија на општина Центар. И таа идеја Левица ја пушти во сите општини. И во грото општини се усвоени. И сега, на последната седница, 14-та, ние усвоивме, не знам како е крстија. Зошто е добра таа идеја? Види сега зошто е добра. Например, за Центар што има значење? Затоа што Центар е една од ретките општини, не е ретките, таа е и Охрид, мисламе, тоа треба Јанко, Андреја да го прашам, кмето што ни беше наш за општина Центар кандидат. Мислам дека се вика затворени општини, не може да се шири. Добро. И сега ние имаме избор, сите оние институции кои што се под наша ингеренција, да ги покриеме со фотоволтаици. Да ви кажам колку се сметките, не ги знам точно на памет, огромни се за улично осветлување, за школи, за општини, ќе колабираме. Значи, ова што го правите е претежно за она што го покрива општината. Улично осветлување, школи, општините, администрацијата на општината. И се тоа си е фирмичка, како што се овие приватни, ама јавно предпријатие општинско, народно да речеме. Како тоа може да ги намали сметките? Еве сега ќе ти кажам. Значи некој чечи па колку кровови има? Има кровови колку сакаш. Цел Капиштица кровови. Општината оди со куќниот совет се договара. Вели, да ставиме горе фотоволтаици, добивате толку процент пример од производство, така натаму, нели? Во пари. Исто како што става овие антени од А1, од Телеком. Му дава кирија? Добро.
Затоа што во една зграда од 50-60 стана не можеш ти да се договориш кој да стави фотоволтаик, нема за сите горе. Така е. Така? Добро. И наместо да стои тој кров така празен, општината ќе си појди, ќе си се договори со куќен совет, може да си се договори да му направи ефикасна фасада, например, и за тоа да не плаќа 10-15 години кири. Пример зборувам. Добро. Че има разни начини. И ние како општина, како затворена општина, пошто немаме ливади, ако си ги наредиме кровоите во општина центар со фотоволтаици, ние ќе си ја завршиме работата. Ние ќе си завршиме работата со електрична енергија, ќе се покриеме. Сега велиме, Колку ви требаат фотоволтаици? немам јас таква анализа направена, сега се прави некоја физибилити студија, но Кој ќе ја прави? па не знам општината. Тоа општината ќе ја прави. Сакате да ми кажете помина предлогов, Помина, се да. размислува? Помина, да. Сериозно? Така. Помина, знаеш која е идејата? Значи таа фирма, јас тоа зборував и на седница, ја има седницата таму на YouTube. Значи, ти не мора да се затвориш тука, ако ти најдеш добра локација во Богданци, во Куманово и таму направи фотоволтаик, затоа што ти треба да произведуваш доста електрична енергија и да продаваш. И тие пари да ги збираш, затоа ни треба лично осветрување ноќе, ни треба дењ. Така? Значи мора ние да земиме пари, да имаме таква сила, што е проект кој траел 5 до 10 години да дојдеме до тоа ниво. Ако најдеме добар менаџер на тоа јавно предпријатие, може и побрзо да биде. Добре, дојде сега на мојот муабет. Па сега. Кога државата извадила добар менаџер? Види сега да ти кажам, стално државата вади добри менаџери. Државата најлошите менаџери. Замисли Види, ти проблем на што се- Елон Маск, Јанко. Маск Бајден да му даде, да му рече, овој ќе ти биде директор. Па, види. Ја не знам, неш како, нас Дури ни на нас не гледа американец како нема да зло му верува. некој. Не, Нас не сте зло. Не не сте прикажува зло. како зло. Не сте Еве, зло. јас само една реченица ќе ти кажам. Премногу, значи, знаеш како? Еве ќе ти кажам што мене ми е проблемот. Ја идеализирате идејата на државата дека она ќе се гри. Еве и вие да сте. Потполна контрола да имате. Верувајте. Проблем е да најдеш. Не, ама Би дозволи ми само една реченица ти. Значи, не едно интервју. Ама сега јас се изнервирав. Чекај сега. Дај му Имаш шејк 2 рибо. сати. Зар ја не ти дадов у емисијава да збориш? Ми даде. Да па не престанев, па добро. Сакам да ти кажам, мојот сомнеше во целото тоа. Идејава ви е перфектна. Фотоволтаици. Не општина центар. Цела Македонија, сите општини. Ама ние фотоволтаик треба да ја не можам да го разберам македонскиот народ, не политичарите, пошто политичарите не ни доаѓаат од Марс. Да. Ние сме политичарите, од нас доаѓаат. Ќе отидеме у Грчка на одмор. Има ли куќа кај што нема соларен панел за грејење вода? Нема зграда, нема. Тоа е поисплатливо. И тоа е веќе со децении назад. Ние уште сме господа, ние грееме со греалкини и така натаму. Сакам да ви кажам, колку и да е добра идејата, мене Те плаши. овде ме плаши дека државата утре ќе ти дојде некој Бранко и после кој ќе се намести луѓе, брада. Па еве ги имаме Дуи, ги имаме овие, што Слушај сега ти кажам. кој тоа ќе менаџира, ќе постави Ние во Бислимовски, Левица ќе му верувам на Бислимовски. Сори. имаме еден Иако ти е другар. би пријател, да. Имаме еден во партија, постаре, вика, ние имаме појче навијачи од играчи. Таква ни е партијата. Поише навијачи од Епа, слушај, И нас тоа не ни е тешко, тоа ми играчите беше ви се у Словенија, на цела Македонија. Све што е добро и стручно си замина, бе, човек. Врвни енергетичари. Помага. Значи помага, сака како да Нема ти Македонец што нема да помогне. зборам е во еден Ама треба интервју, некого да го ставиш да менаџира 24 сата Дозволи да ми. биде тука. не знам да се сетам точно, значи Ио Пасиев имаше интервју уште во почетокот, кога станавме парламентарна партија и баш го прашаа. Добро утре, вика, ако дојдете на власт, кадровски решенија имате ли? И тој многу фино. Значи, тоа ни е нас идеологија, затоа нас не е лесно да дебатираме, ние концепцијски се разликуваме од останатите. Значи, тој вика вака, ако нема партијата, има републиката. Така? Така е. Значи, ние немаме проблем, Јанко. Значи, ние немаме проблем
со партиски бекграунд. Ние бараме само да си на линија барем малку на идеологијата, ние чете доделкаме после внатре, само да влезеш, ама да си малку. Така? Да не, што сакаше да кажеш? Ништо. Сакаше да Ќе кажеш? си зачитам, Ете, така. Ќе си читам. Значи, идеолошки ние, види, и сега, баш кога ќе зборуваме со овие малце што мислат дека има различни идеологии, вика, начекавте сега ситуацијата. Не ја начекаме оваа ситуација и претходно, и во иднина. Ако ти клучните ресурси, енергија, вода и така натаму не се државни, кој си ти? Океј, ова е што го кажувате, идеолошка, ова е политичка определба, ова е стратегија. Решение. И ова е решение, ама ова не е за преку ноќ. Па не е. Кажи ми сега, вамо, осте го ливчето, уствари ако имаш таму запишано Што негде. напишам некој Што не концепт? чека зимава? Види, зима. Знаеш што, Јанко, ние сме едно зрнце орис во системов. Нас не се случувало и во минатото. Во кој систем? Во е Интергалактички, во е Стар Трек, Балканскиот. Балканскиот, добро? Така, поширок Балкан. Сакаш има. да кажеш дека нашите потреби лесно се задоволуваат и се Па премногу нас, ако мали? се сеќаш ни Пајџал рек, така, сите блока ни паднале, па ти светела дома ламбата. Да, ама државата 4 милиарди должна. Тоа е и за X други работи сега. Сакам да ти кажам, види, Кај е ракијата? македонците сме такви, ние Да, е на ракија. маката си се Знам, знеме. да, не иде ракијата. Остана ли нешто бе, роден денот? Па не ти е лош идејата, него Ости камерата, иди баре ракијата. Владо, кај е ракијата? и ќе не биди, мислам, ќе не биди и ќе не кошта. Како ќе ги вратиме парите? Не знам, да ти искрено, а мислам и тие не знам. Па сериозно не знам. Па да не повредиме некој суета сега. Ај како ќе вратиш ти 4 милиарди и уште 1 милиарда ќе не докусуре? Како? Као што грците не вратија, така и ние да правиме по нивниот пример. Не знам што Грците друго. има сериозност кај грците, море, позиција, ние дека не лажеа дека сме битна држава, не сме, не газа како сака. Нашата земја е газа како сака, нели? Више не смеш да се кажеш. Дали имате конкретни решенија итно што може сега? Што не очекува? Например, ќе бидат високи цените за струјата. Мислите дека државата ќе успее да ги субвенционира и да ги одржи на некој? Ова мала ли на помош? некој- Ова е најголемата помош што може државата да ја добија, да си земи државата да си ги снабдува собствените предпријатија и со тоа. Мислиш дека тоа може да го не направи? ви ово десниот. Утре може да го направи. Ни закон се менува ништо. Утре бе, утре. Утре да сака да рече, од утре ти. Плюс тоа има прогласено кризна состојба, може да прави што сака. Значи тие пари се одавде, а не одавде кај сега беа два тројца, сега се многу не можам да ги. Така, така. Значи не може. Очекувате ли дека може да се прогласи и дека ќе се прогласи кризна состојба? Бе прогласена е. Трај Така. до април. Јас очекувам да го спроведа ова. Зошто не го спроведуваат? Ваше размислување, импровизираме сега, не мора... Ja, другарски да ти кажам, пред од незнаење. Значи од незнаење пред. Значи, што збориме? Државата кога менаџира, лошо Не е менаџира, менаџер. очо не знае. И друго, не сакам се јас да навлегувам во некој. Во некој што? Па види, ти кога би ги пуштил толку компании во Евана, таму се зголемува обрт. Нели? Промет. А по закон таму зема 11,5% провизија. И самиот Марко кажа, вика, од 5 до 7 милиони евра ќе му зголемиме Кој Марко извини? Бислимовски. А, Бислимовски. Да. Дека ќе му зголемиме профит на Евана. Значи, ние тоа го трубиме, јас го имаме ние во реакција, континуирано со датуми. Со датуми, и најверојатно некој не чита сега, да видиме и ние да не... Значи, не чита. И некој читал и рекол, овие досадни. Ние сме досадни и упорни. И сега во моментов, ако го усвои, ние ќе затвориме со таа тема готово. Нема потреба да зборуваме, нели? Дури во реакцијата, ја го повикавме Марко, ако го
пошто нас не слуша, еве Марко го слуша. Марко сигурно не слуша Јади Бурек. Добро. Не битно, него го слуша, ние го повикавме во реакција да му кажи да не ги продаваат чебрени гаришни. Значи ако преку нас оди левица Марко влада, супер. Ние ќе можеме преку. Најверојатно таа продажба ќе има и големи провизии. Зар мислиш дека некој ќе мисли за Знаеш што е? за Не е бенефитот провизија. на државата која ќе Знаеш што е? Ова кој е ќе се сервилност. Сервилност. Значи некој од озгора, кош порано, како го вика, од Белград, не, сега од Брисел, сака тоа да го земи, затоа што тоа се потенцијали ретки. И нашата сервилност, тап, бујрум, нели, дури че праша да не треба да се искапиме, нели? Нормално, ако ќе ти да гости да се сретиш. Да не мислат гледачи дека друго сакам да кажам. А сакаш да кажеш. А сакам да кажам. А сакаш да кажеш. Те осеќам дека сакаш да кажеш. Зборот ми е сервилноста наша, она безалтернативност види. Ние сме биле против САД. Ние сме против НАТО, да се разбереме. И ќе бидеме против НАТО, не може да бидеме против таква организација. Мене лично ако ме прашаш, ја би бил за НАТО ако командата му биде Советна безбедност. Нели? И командува Америка, Русија, кој се во Совет безбедност. Тогаш во НАТО јас би седнал в партија и би дебатирал со моите сопартици. Зошто да не бидеме една НАТО? А вака, што бараме ние таму? Да се караш со пола свет. Пусто кој сме ние? Што сме? Не, договорот со стратешкиот со Америка фантастично. Нели? Дури Епасиев го пофали на последната интервју. Ма таков договор треба да има со Кина, со Русија, со сите. Ако си паметен. Ако си паметен. Кротко јагне, Од кај сакаш, не од две. Од кај сакаш, него БРИКС. Светов се шири, ние се згрчуваме. И ако ова го кажеш, ерес. Страшно, ама народ го гледа. И сега, зборите, русофили, рублја патриоти. Не бе батка, ние бевме во Русија. Наша, значи, Хактан беше. добро? Во Да, Русија. сега скоро бевте. Да. Кај бевте, со кого се сретнавте? Со комунистичка партија на Русија, што е опозиција на Путин. И сега, ако појдеш во Русија, нели? И кај Путин си. Та исто има таму партии кои се мача да дојда нивните идеи левичарски на власт. А Путин е, не знам, монархиста, односно модерен социјалдемократ, кој е нашиот што се овде. Тоа е Путин. Да те прашам за... Ти благодарам, вака доста шарено беше и вака интересно за слушање, барем по моја проценка. До сега што слушавме, можеме да се навратиме. Јави се ако те бара. Не би реков Сато да не... Не, Сато, еве го Сато. Тука ми е Сато. Не гледај на Сато, тоа е моја работа. Сакав те прашам, реагиравте за во Охрид за отварањето на клубот Цар Борис. Ние за се реагираме. За се реагира. Замисли да ја немаше левица. Замисли. И ова исто ќе се случуваше, нема да мислиш не. И ќе отворе... Може Се би ќе јас отвори. Ајде. Чекај, што сакав да ти кажам? Реакцијата антифашистичка, како идеја, е изворедна. Ја сум задоен, јас сум учипиран антифашист. Ја дури не ни размишлям на таа тема. За жал, сум се родил у таков систем, каде што, нели, партизаните победиле, фашистите изгубиле. Толку фашизмот за мене е негативна појава. Овие отвараат и така натаму, иако Цар Борис е у некоја сива зона, е фашист, ама не е фашиста, па има негова спомен плоча има една плоча негова во Јерусалим, тука па евреите не ми се јасни. Ја тргне. Добро, се извинувам. Значи, смисла, не реагирате, овие отвориле у тоа, ја не знам кај е тоа у Охрид, многу грдо изгледаше тоа центарчето. Ќе го сапеше некој да го отвори? Не бе, што тоа сакам да ти кажам. Француски предлог, излегуваме на протести и таму гледаш жени со флизури, со штикли, па пеачи,
па песни. Тоа прв ден, ова најсериозно те зборувам. Што се дешава ние сега? Име протест, човече, државата ни е ова што ни се дешава денес. Културно-уметничка програма. И следниот ден јајца, тоалетни харти, кај нас нема цигли такви работи, да се разбере. Значи ние тоа јас сме го разговарале, во денешно време не можеш ти револуција да правиш од позиција на опозиција. Значи револуција се прави од позиција на власт. Кога ќе ватиш полугите на власта, тогаш можеш да правиш револуција, да си изведеш народ да не се плаши на улица. Да си кажи тоа што мисли. Интересно, добро. Да му кажи на некој што мисли. Или? И така натаму. Да не шириме спасет. Напротив, шири, а ја ти реков. Да. Имаме простор за ширење. Види. Да се вратиме на што протестот за Аха. Цар Борис во Охрид. Тука бевте прилично гласни. И во Битола исто за Ванчо Михајлов, значи нашите се собре. Видите, Зошто не ве поддржаа други партии во тие протести? Што мислите? Сервилност? За истото за ова што сака се е сервилно. Видете, што ќе му кажа од менторите и така натаму, затоа што некој му усадил во глата дека во оваа држава можеш да дојдеш на власт само ако ти дозвола амбасадите. Па така е. Еве и тебе ти усадиле. Значи не е така. Не ми е усадено, него го Па не е гледам така. тоа. Тоа го гледаш затоа што народ така исто му е усаден. Добро. Треба да излези, да дај поддршки, ќе види дека може и ова држава и без дуи да биде влада. Може да биде. Значи, Арно, ама? нема арнама, треба да дај поддршка. Ние кога викаме сме против рамкиниот договор, тие вика антиалбанци си. Војна ќе направи. А ние сме коректни. Значи тој рамковен договор, може лично да ти кажам, што сме го разговарале. Тоа е најголемата штета за држава. Нема поголема штета. Први ни за албанците е многу штетен, како да ти кажам. Еве јас работам во таква институција, кај мене е мала, ама до мене е големата. Има многу албанци што се вработени. Тоа е добро. Не, никој не види дека е лошо. Непознавањето на македонски јазик ги сегрегира. Настрана. Некој што знае подобро си се дружи со македонците. Некој што знае се страма, бе, ти да видиш ти како е. Лесно му е на министра литературно зборува, порно од мене зборува македонски, јас прилепски зборува. И него му е лесно се дружи со македонци, оди по кафани, така натаму си ужива. А него што го тера тоа дете да не учи македонски, не знам што му покажува карти од големи албани, што не може да се случи. Може и треба ние малце од општа култура да знаеме и албански. Кој му брани на некој? Не, ние македонците. Да, ма никој не му брани. Од тетова што ни огранец. Има антагонизам да учиме албански. Не ме душо, јас сакам да знам, нема ма за јазици сум камене. Да не е македонски овчелам кукучи се, како да ти кажам. Ма не се смеја, јас сум искрен со тебе. Не, ја плачам, не се смеам. Заборав дека сме пред камера, си направивме море. Сакам да ти кажам работата која е. Треба тоа да се затвори како прашање да се тргни. Нели? Автономска Македонија не е прајена на етнотрибализам. Умре Автономска Македонија. Ма- умре, дефинитивно. Види, и тогаш излегле кај мене во Прилеп 10 партизани и другиот ден Не излегол народ. Излегле неколку поединци кои Јас знам имале што зборувам. кохоње солкави. Така. Е, Излегле 10 партизани, 20 небитно. Не било ни организација, не било ни партија, по не било 2-3 дена ни служба. Прилеп. Вака, му се смеле како што се смееме ние и на крај излезе Народна ослободителна борба и независна држава Македонија. Баш така. Нема ништо умрено. Асном не може да умри. Асном ни е тука. Како ќе ти умри Асном? Нели? Значи Асном пред се борба за независна држава. Македонија се бори да биде зависна држава. Како не го гледате тоа? Мислам, Сега? не вие левица или ти, зборам на сите. Каква независна држава збори? Ние молиме да бидеме зависни. Не, сега има муабети кои порано беа смешкама, сега се многу сериозни дека сме ги избркале грабанците да остареа, че си бевме, нели?
Ја патам турците да се вратат. Сакам да ти кажам, Европа ни беше приоритет и ништо освен Европа. Немаме како концепт. А еве сега ни се продава некаков отворен Балкан, некаква верзија на, да речеме, апдейтирана Југославија или некоја... Не ни прават золошка. Прават золошка. Па золошка прака. Ще оградува. За да не... Влезеш таму. Види, искрено да ти кажам, и не се тие толку европјаните, се по моите зборам, не се толку лоши, во смисол да беа лоши, че ни го даја пасошо ко бугарскиот да биде, ќе се завршеше со оваа работа, со територија наша. И после, како што сега е жално да гледаш, значи жално е да гледаш, кога одиш за Охрид, преку Кичево, и таму цели села замандалени врати, така, очигледно се албански, се знае тоа. Битно е, знамето албанско стои, никој нема, стар човек, вади дворо ко си треба. Сите заминати. И ние вас, шо вие вас? Шо ние вас, вие вас? Сите ги избркаја, сакам да ти кажам. Значи, дуи власт 20 години. Другите што сака да дојде на власт, албански партии, во реториката уште полоши од дуи. Ние тврдиме дека може без албанска партија да има влада. Не без албанци, министри, директори, така натаму. Како не спојува за нас албанскиот народ со елитите политички? Никако, тоа е не спојува работа. Ке дојде и таа еволуција или мора да револуција дојде. и кај албанците. Мора да дојде. Да, мора да дојде, оти колку и да изгледа дека една партија која е на власт веќе, они се на власт 20 години, колку и да изгледа, не може, она задоволува доста, нели, од своите клиентела, и тие даваат чувство, ама кај народов е малце поинаку. Ја гледам кај младиве има, различување. Особено најмногу, ако треба нешто албанците да се прашаат, кај ви се луѓето. Истото што го прашувам за македонците. Кај ни се младите? Кај ви се стручњаците? Така У Словенија, у Германија, у Швајцарија? Зошто е отиден бе? Сите замина. Зошто? И, значи, одговорите на тоа се токму што ги даваме и ние македонците, исто и албанците. Заради нашите политички елити. Јас зборувам народот, албански, нас, како левица не поддржува. Затоа што неспособните ги ставаат на функции, и способниот вика, чекај па ја што ја правам овде? Зашо да се надевам кога овој не иде на работа, зема плата, а нема никакво образование. И тоа кај нас е фолклор. И тоа, пази, ако се обидеш, ја извини, имам симпатија испрема градоначалничката Данела, која ги отпушти од работа тие што не, се дигна голема фрка. Никако. Па, комодитет. Ама нели е тоа целата идеја? Дајте бе луѓе малце на нормално да ги ставиме работија. Еве не барам на на нормално. Еве на темава за енергетика ти кажам, истава тема. За енергетика. Во дело да измешано. Добро, ако Арачиново беше проблем, се сеќаш? Како не? Не, Арачиново не е проблем. Чекај. Јас се извинувам. Дај ме у кадар. Арачиново не е проблем. Не се спомна Арачиново. Слушаме се. Абе, готов сум, шо тие тебе золја ми. Слушај. Како е Арачиново? Ти мислиш дека тие луѓе таму не плаќа струја од ти немале пари, биле сиромашни. Не. Некој му ветил бе, Јанко. Што му ветил? Значи, тоа ветување за неплаќање струја почна од Љупчо, кој направи влада, 98. Одеа по села македонски вика, ако добијаме ние, нема да плаќате струја. Не, што збориш? Да. Не го знам ова. Па да го знаеш. Добро? И истото имаме. И тој е останат. И тој си е домаќин човек. Си оди си гласа, нема тој што со струја. Ама чекај сега, ако дојди тебе Али Ахмети сега зборувам, ти вели, ако гласаш за Дуи, нема струја и добива Али Ахмети прави власт, ти ќе плаќаш струја? Не. Немаш потреба да плаќаш. И кој ќе дојди од Евана, ќе мислиш кај Ахмети. Ете тоа е. И ние ги обвинуваме сега
тие не со обвинување си тие што си направија радини фабрики тамо, си биче си тера. Ама еве гледам полека, вајда ќе го среда затоа што се огромни пари се трошат. Дури беше ниска струјата и имаше. Нака гласа народ. Значи, за нас единствен спас е да го допреме дното. Не, за нас единствен спас е да дојде левица на власт. Знам, тебе ти е смешно, ама е спас. И малце да живниме. Да живниме, да. Одма парица ќе осетиме? Не знам за парица или за палица, да. За палица не ве гласам, за парица со две руки. Да. Игор, мислам дека офативме доста од темите. Јас се извинувам што малку, сепак ова емисија јади бурек. Да, затоа и малце. Дозволувам сериозно, камерно ги објаснивте работи, за да биде поинтересно гледањето, бидејќи ми е низок рейтингот и немам реклами, па терам малку мајта, па плюс и имам прилепчане тука, така да... Инаку многу сериозна тема, како ти кажам, многу сериозна. И ситуација сериозна и јас види, има многу сериозни ситуации, не? Ама ако имаш доверба во тој што ги решава, малце си поопуштен. Јас немам искрено ти кажам доволно, зашто гледам дека се импровизира во ред работи. Тие ова последно што беше опозиција му предлага фирми, тие ода преговара влада, па си разменуваат телефони. Па то комедија, како да ти кажам. Објасни малце, не, да искажи се, ајде да не те одјавам. Слушај се. Кажи се, слушам. Да сета мака се смене. Значи, Мицкоски му дава телефонски број од компании. Па владата ги зема броеве, па звона, па ода на состаноци. Па добро, тоа е окей, по мене. Што е окей? Па власт и опозиција соработуваат заради... То не бе, Јанко, тоа е импровизација, бе, човек. Абе, импровизација, бе, човек. Ама... Ти да дојдеш во ситуација таква. Ништо да не ти е решено. Искрено, знаеш што да ти кажам? И да објаснуваш дека ќе купиме газ следниот месец затоа што варира Ја би бил уште посреќен и левица да е тука во целава работа вклучена. Вклучена е. Веруваш ли дека сонот за мене, за Македонија ми е, кога и власт и опозиција синхронизирано ќе работат за доброто на државата. Како што вие викате за доброто на државата. Со сите фактори. Како ми рековте, не ми е битно, чекај, ова е го изјави ти во емисија. Не ми е битно која партија е. Важно да е способен. И да го спроведи доброто. Така? Еве власт опозиција. Најдоја заеднички јазик, сите фирми, државни школи да појда на регулиран пазар. Одма се согласи. Зошто се согласи он? Ние велиме не, дајте државата си ги снабдува преку сама продажба. Чута. Беслимовски му го кажува истото. Денеска вела, значи тоа е начин на ретерирање, се како тоа. Изгледа ќе го прифате предлог. Значи некој кокошката да заврта му ќе од суета да не биде дека е од вас предлогот, туку не мора ни да значи. Па тоа е добро. Сепак ве послушале, не е битно и не бе нас да не послуша. Излезе премиерот на телевизија. Нели? И дава пресконференција во 9 вечер. Ја реков, ки знаеш што се случи? Вулкан. Не знаеш, така, пуштам телевизор. Хитно, шо е, не знам. Ќе ги носиме на регулиран пазар. И се од тоа треба да ретерираш ти. Не мора да го кажи левица, може ќе ти го кажи Битичи, пример, економскиот министер, твојо. И ти треба да најдеш начин да ретерираш. Не левица. Тоа се гледа дека левица го кажала. И што е битно ли го кажа левица? Ние имаме уште куп работи што ќе кажеме, што мора да ги спроведа, нема кај дода. Значи мора, се како да ти бе. И тоа не е смешно. Сега треба уште само вас како партија која сте на пазар за купување гласови, за придобивање гласови, не купување, се извинувам. Немаме пари. Рубли, туку се рублјава е висока. Немате. Мојсоска како ме купи со сребреник, да знаеш. Ти дадат го цилче? Топ. А после ја гледаш емисијата, ништо не се гледа. Гледав овде цело време мрдаш. Таква е, многу е жив, едно место. Сега ќе биде пак. Да. Океј, значи, ако Сармат не падне, не пукнат атомска бомба, ќе преживееме. Ќе изземниме, ќе живи. Ќе изземниме. Не, ќе не биде. Да купуваме дрва, да не купуваме...
Како бе Јанко Вахи ти видите днес? Па не знам што ще сега. нема драма, Да менјам ли, да купувам агрегат за струја, да купувам нафта, да купувам дрва. Да ти кажам право, имам Што ќе препорачате на луѓето Види како сега. да преживеат зимово? Имам еден Еве пријател. за парното се збори. Ама парното, колку е процент во Македонија парно? Збориме за населба, аеродром, центар. Не е парното само за тоа. Карпош. Многу е битно парното. Народов затоа што- генерално се грее на дрва. Јанко, то парно И ако на не струја. е, ако не е то парно, таа потрошувачка на електрична енергија не можеме да ја задоволиме. Не само од аспект на количина. Кабли и трафостаници не се толку проектирани да тоа е проектирано за некој да се грее на парно, не на струја. Тоа се ќе изгори. И што ќе правиме? Чаре? Што ќе препорачате? Чаре, еве бензинче не топла бе. Гледаш дека купува агрегати на дизел затоа што мазото загадувал. Ништо не прави някој импровизација се како да ти кажам. Че ова е импровизација. Затоа што имаш НАТО фундаменталисти. Еу, тие не се отворија да појда како што појде Вучич да си најди енергенси. Ти не треба да ти нема да ти замери Русија, ти ако му ги даеш оне кршо што му дадаме тенкови на Украина, нема ништо да ти замери. Ти замеруваш од ничим изазван тресиш глупости. Кој те тера тебе како еден орис зрно тука да излегуваш и да изјавуваш ние сега, ние шо ние? Да си чутиш затоа што си од се зависи, од се. Поголеми држави од нас паметно ќутат. Неле? Поголеми држави, Не, не. затоа што и ова ќе помине, па ќе треба руски газ, па ќе треба други енергенци, ќе се нормализира колку толку работат. Ма, добро, па ќе лесно сакаш ќе да биде. извезиш и после. Лесно го решаваме тоа на власт, ќе видиме тогаш како да. Тогаш народот нема да има избор, ти мора да не гласа. Имате телефон од Путин да го свртиш? Не, имаме од тој од комунистичка партија. А тој од комунистичка партија. Да. А што па тој не е опозиција? Што и Па тој најверојатно Голтар тогаш. Но овој ќе добија. Опозиција у една Ние држава. добиваме нашиот да добија се, како да ти кажам. Викаш дека ќе дојде? Не, дури овој жив не. Дуре овој жив не. Жириновски отиде. Ој како се вика? Никој. Како да ти објаснам? Ти се големи политики, ние пази од Турско ја станат. Кај што се бричи ага, не пуштаја глата, така, значи од Турско. Кај што се? Кај што се бричи ага, не се пушта глата, така. Од Турско е. Јас те кажам, пријерски работа. И ти сега, некој го кажал пред 6 века таму, ти сега таму се бричи агава, ти глата бе. Шо бараш бе? Браво, царе. Фала ти многу за гостувањето, Ти секој е добро, ме расположи. Јас се извинувам вака, ама уживам вечерва со тебе. Искрено да ти кажам, не ми е гајле вече. Ја мислам У овој дека момент ќе- не ми е битно. Што мислеше? Па мисле дека одамна не сум бил вака да гостин. Први сакав да ја почнем емисија да му се на моите пријатели, си тебе знаеш каков сум, дека сум човек што се шегува. Да не ми замера ако бидам здравен, ама некако ракијава ми стрчи, ама уствари вода, не сета што правиме. Ракија пие жолта. Ај живе. Ај живи. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.